Почитувани, добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е председателот на Државната изборна комисија, господинот Александар Чичаковски. Господине Чичаковски, подготвена ли е комисијата која вие водите да организира фер и кредибилни избори? Државната изборна комисија во овој состав од нашето именување до денес е фокусирана на градење на институционални капацитети за спроведување на фер и демократски избори кои ќе бидат признаати од сите политички субјекти и потврдени од меѓународната заедница. Во моментот можам да потврдам дека Државната изборна комисија и институционално, и со оперативно, и со човечки ресурси е спремна да организира и спроведе фер и демократски избори. Дали сметате дека исполнивте вашата задача да го прочистите избирачкиот список и да ја вратите довербата во него, па и во целиот изборен процес? Проверката, детална со вкрстени проверки на избирачкиот список беше утврдена како надлежност на овој состав на Државната изборна комисија со измените и дополнувањето на изборниот законник. Со донесување на тие измени и самото собрание на Република Македонија констатираше системски проблеми во изборниот законник и од тие причини беа и донесени овие измени на изборниот законник. Државната изборна комисија посветено од нашето именување до денеска работеше на детална проверка на избирачкиот список. Во овој момент може да потврдам дека системските проблеми во избирачкиот список се надминати. Тоа не значи дека нема поединечни проблеми кои и денеска граѓаните и граѓанските организации ги пријавуваат и до Државната изборна комисија и до другите надлежни институции како што е Министерството за внатрешни работи. Меѓутоа граѓаните треба да знаат дека избирачкиот список е променлива категорија. Податоците кои се наоѓаат во избирачкиот список се менат на дневна основа. Во таа смисла и Државната изборна комисија, и Министерството за внатрешни работи, и Управата за водење на матични работи континуирано работат на ажурирање на избирачкиот список за да биде целосно подготвен за спроведување на фер и демократски избори. Средувањето на избирачкиот список укажа на низа системски проблеми, од тоа дека институциите не соработуваат доволно, па до тоа дека едни исти углици носат различни имиња. Се надминаа ли овие проблеми? Може ли да не очекуваат исти проблеми и при следното ажурирање на списокот за локалните избори напролет? Проверката на избирачкиот список покажа дека е потребна поблиска соработка и координација помеѓу Државната изборна комисија и другите органи кои се надлежни и ги водат податоците врз основа на кои се врши евиденцијата на избирачкиот список. Заради подобро ажурирање на избирачкиот список, сите заедно заклучивме дека е потребно реформи и во нивните закони во однос на податоците кои ги водат тие институции, меѓутоа и подобрување на соработката помеѓу институциите од каде што се црпат тие податоци од кои се гради избирачкиот список. Значи, проблемите се утврдени, најден е и начинот. Се надевам дека во наредниот период ќе бидеме фокусирани континуирано да го подобруваме ажурирањето на избирачкиот список. За претходните изборни процеси постоја сомнежи дека се искористуваат и злоупотребуваат гласовите на иселениците. Дали одвојувањето на 117.000 луѓе на посебен список ќе го реши овој проблем? Со утврдување на овие 171.000 лица за кои законодавецот и ние сметаме дека најверојатно се наоѓаат на привремена работа и престој во странство. И со вградувањето за прв пат на фотографијата во избирачкиот список се намалува можноста за злоупотреба на нивното право на глас во Република Македонија. Тоа е уште еден механизам со кој се гради доверба во избирачкиот список за овие избори. Една од забелешките во извештајот на Прибе е дека членовите на Државната изборна комисија се изземаат од одговорност, односно дека постои недостаток од волја за практикување на нивниот мандат. Ќе бидете ли сега како Државна изборна комисија поодлучни? Сакам да истакам дека од нашето именување во овој состав до денеска сите најбитни одлуки на Државната изборна комисија се донесени со консензус.
Точно е дека во целиот овој период на проверка на избирачкиот список имаше различни мислења, различни гледања од страна на сите членови на Државната изборна комисија. Меѓутоа, на крај сите битни одлуки после длабоки дискусии и размена на мислење беа донесени со консензус. Дополнително, нашата работа беше потврдена и со потписите на 4 лидери на најголемите политички партии во Република Македонија, со кои потврдија дека проверката на избирачкиот список е завршена успешно од страна на Државната изборна комисија и системските проблеми кои претходно беа утврдени се надминати. Значи ли тоа дека овој пат членовите на Државната изборна комисија во целост ќе го практикуваат својот мандат? Државната изборна комисија во овој состав, каде што има тројца членови номинирани од политичките партии на власт и тројца членови номинирани од политичките партии во опозиција, како и тројца членови кои се избрани со консензус од сите политички партии, е дополнителен гарант за независноста и професионалноста во одлучувањето на овој состав на Државната изборна комисија. Исто така сакам да напоменам дека и самите членови кои се номинирани од политичките партии во изминатиот период покажаа висок степен и на професионалност и на неполитичност во нашето одлучување. Минатата година слушнавме од опозицијските бомби дека постоеле нарачки до членови на Државната изборна комисија. Како председател на комисијата, каков е вашиот личен впечаток? Дали представниците на политичките партии во Државната изборна комисија и натаму одлучуваат исклучиво во интерес на партијата? Вклучувањето на членови во Државната изборна комисија кои се номинирани од политичките партии е заради градење на доверба. Затоа што и самите политички партии треба да имаат увид непосреден за целата работа на Државната изборна комисија и нормално е тие членови да изнесуваат и своји ставови. Меѓутоа истакнав дека на крајот на денот сите главни одлуки ги донесуваме со консензус со кој се потврдува нашата професионалност и градењето, желбата за градење доверба во изборниот процес. Господине Чичаковски, во мај побаравте од тогашниот председател на Собранието измени во изборниот законник и балансирање на изборните единици со објаснување дека тоа е незаконски, па во јуни тогаш изборите беа одложени. Ќе бидат ли сега изборите законски со оглед на тоа што во овој сегмент се уште ништо не е сменето? Надлежност на Државната изборна комисија е кога ќе утврди дека бројот на запишани избирачи по изборни единици отстапува од законски утврдените маргини од плюс-минус 5, да го информира Министерството за правда како надлежен ресорен орган и Собранието на Република Македонија кој е надлежно за донесување измени и дополнување на изборниот законник со кој ќе биде адресиран овој проблем. Државната изборна комисија во неколку наврати при редовното ажурирање на избирачкиот список и утврдување на овој проблем соодветно го адресира кај овие два надлежни органи. Точно е, Собранието на Република Македонија пред распишувањето на изборите не смогна сили да го адресира овој проблем и да направи баланс во изборните единици. Јас со тие причини пред распишување на изборите самиот кажав дека не еднаквоста во бројот на запишани избирачи по изборни единици може да го загрози еднаквото право на глас. Во таа смисла и беа поведени неколку иницијативи пред Уставниот суд за да биде оценета уставноста на ова законско решение. Државната изборна комисија во моментот е надлежна за целосно на спроведување на законските одредби и ние сме фокусирани и доследно ќе ги испочитуваме законските одредби. На Уставниот суд е да оцени дали е загрозено еднаквото право на глас предвидено со Уставот на Република Македонија во однос на отстапувањето. Очекувате ли шестата изборна единица која е оспорена пред Уставниот суд да го доведе во прашање легитимитетот на изборите? Во однос на ова прашање, сакам да кажам дека е прерано да се избрзува со оценка од причина што во изминатиот период од распишување на изборите до завршување на јавниот увид, граѓаните на Република Македонија кои се на привремена работа или престој во странство имаа можност да се пријават за гласање во диаспората. Со самото пријавување, овие граѓани се издвојуваат од избирачкиот список, односно од изборните единици
во кои се запишени во Република Македонија и се ставаат во изборната единица 7. Треба да почекаме, во моментот избирачкиот список е на методолошка обработка во Државниот завод за статистика, да се заврши целата обработка и тогаш може да дадеме краен суд во однос на избалансираноста на бројот на запишани избирачи по изборни единици. Очекувате ли на 12 декември сите вклучени во изборите да излезат и да ги признаат резултатите? Во однос на ова прашање и јас сакам да апелирам до сите политички партии и во периодот на изборна кампања и за време на изборниот ден доследно да ги почитуваат одредбите од изборниот законник за на крај по објавување на резултатите сите политички субјекти со полно право да ги признаат изборните резултати. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам и на вас. Вам, почитувани, ви благодарам што го следевте неделното интервју со председателот на Државната изборна комисија, господинот Александар Чичаковски. До гледање.